Јавна за зборе, пратеничката Лилијана Поповска, повелете. Благодарам, почитуван председател, почитуван министре, колеги пратеници. Со внимание и со загриженост го следам развојот на идејата за оваа хидроцентрала, кој што е проект на Министерството за транспорт и врски. Лани, токму за оваа цел, бев дури до кораб на местото Луково поле и Длабока река, заедно со екологисти планинари, со кои што сакавме на лице место да го видиме локалитетот и да видиме како изгледа. Посебно беа екологистите загрижени за тоа што Длабока река требаше да биде опфатена во рамките на проект за Луково поле. Инаку Длабока река е, за оние што не знаат, еден раскошен пейсаж со 100-годишни дрвија, со така наречена девичанска шума, значи самоник шума, многу стара, и зафаќањето на води од тој дел беше некаде околу 4%. Апсолутно се согласивме дека тоа не сме ни случајно да биде ни поплавено, ниту пак уништено со некакви си цевководи или насипи или тунели или што и да е, така што заедно со невладините организации развивме една мрежа на лобирање по институции за да се изземе Длабока река од било каква идеја за проектот Луково поле. И можам да кажам дека тоа успеа. Значи, Длабока река се иззеде од идејата за ваков проект и дефинитивно е јасно дека таму не смее да се допира нити да се наруши таа убавина. Инаку, исто така, заедно со невладиниве активисти, со екологистите и планинарите, значи, го видовме и местото каде што треба да биде акумулацијата Луково поле. Тоа е, значи, оној триаголник помеѓу трите држави, помеѓу Македонија, Албанија и Косово, каде што самата таа околина, колку што ни беше барем посочено, тоа се неколку голи ридови од страните и таму нема ниту село, ниту населени места, ниту шуми, ниту нешто што би било поплавување. Значи, да сме начисто. Јас не би можела да прифатам никакво, и тоа го кажувам и сега, еве и пред министерот и пред сите вас како комисија за транспорт и врски, значи, неприфатливо е било какво поплавување на села или било какво пренасочување на реката по друг тек. Затоа што реката Радика е еден раскошен дел од Македонија и таа е просто создадена за развој на екотуризам, а дополнително да не зборуваме што таа е извор на живот на сите околни места таму. Значи, такво нешто не доаѓа предвид, но колку што јас знам, тоа не е ни предвидено. Значи, јас немам информации дека би требало нешто да се поплавува некое село или дека би требало реката Радика да се пренасочува. И затоа, значи, денеска слушнав доста работи за кои што немам податок од ниеден документ изворен до кој што јас сум имала можност и пристап. И затоа, значи, би молела тоа да го расчистиме на оваа комисија, за да знаеме за што говориме. Значи, затоа велам, многу полувистини се кажуваат, на некој начин тоа е и разбирливо. Сега се наоѓаме во еден период специфичен политички и можеби тоа е причина за сето тоа. Инаку да не заборавиме дека студијата за оценка на влијание врз животната средина не е изготвена, не е готова. Независно што била предвидена за порано, и јас со нетрпение го чекам исходот на таа студија и сакам сите да ве уверам и да ве охрабрам и да се охрабриме самите дека ништо не е готово, дури не е готово.
Значи, независно кој каква студија ќе направи, доколку се знаеме и утврдиме, еве низ вакви широки расправи, благодарение на подигнатата еколошка свест на граѓаните на Република Македонија, па и на политичарите, сите нас како такви, каква е студија да се изготви ако ние увидиме дека таму има неточни податоци, дека вистината е нешто друго на терен? Нема да може да се изгради никаква хидроцентрала во Луково поле. Ве охрабрувам со примерот со обидот за изградба на железара во Неготино сред Елозија. Таму беше изготвена студија која што одобруваше да се изгради такво нешто. Меѓутоа, таму се вклучив, јас лично и советник наш таму, меѓутоа се вклучија пред се граѓаните и невладини организации, но самите граѓани од Неготино и на јавни расправи се расчисти работата и се докажа дека таа работа не може да биде. Затоа, значи, мислам дека е многу добро што се отвора темата, многу добро е што многу широк круг луѓе се вклучени во сево ова е веќе јавна работа и ќе биде многу полесно согледувањето на состојбите и спречување на било каков обид за правење штета врз животната средина, доколку такво нешто се има намера. Инаку, интересно е една работа, треба да знаеме дека кога за да ги расчистиме, значи состојбите од се што беше кажано и што може да биде сторено со оваа идеја за проектот, значи како што не е изготвена студијата за оценка на влијание и не сме ја виделе и сите со нетрпение ја очекуваме и таа ќе биде една битна одредница што и како, но дури реков и да биде позитивна, ако биде лажно позитивна, значи имаме начини да се спротивставиме. Друга работа, треба да знаеме дека никој од нас како пратеници немаше против просторниот план на Република Македонија кога беше носен, во кој што е предвидена изградба на хидроцентрала Луково поле. Значи мора да бидеме честни и коректни. Затоа што немало никакви назнаки дека таа хидроцентрала би била штетна и би го пореметила нормалното живење на граѓаните таму или би била од штета за животната средина. Исто така, за да бидеме најасно, никој немаше против во нашето собрание кога гласавме за демаркација на границата со Косово. Но не со образложение за Луково поле. Не со образложение за Луково поле, туку... Значи, говорам сега од она што го помниме како во ред, секогаш може да се дискутира. Значи, но против демаркација на границата како граница немаше на тоа место, значи, во тој момент. Сега, значи, понатаму се спомна дека ќе се исуши реката Радика. Такво нешто за мене е апсолутно не само неприфатливо, не сакам да размислувам и сум убедена дека никој ниту во Министерството за животна средина, ниту во владата не може ни да помисли, а камоли да работи на проект со кој би се исушила реката Радика. Значи, мислам дека се претерува со некои формулации, велам, такво е времето, политизирано сега, но такво нешто не е можно. Вчера внимателно го слушав и сите можевме да го чуеме подпредседателот на владата Пешевски. Значи, од неговото излагање, во кое немам причина во моментов да не верувам и од оние податоци што јас ги имам досега, мислам дека е точно кажано, значи се работи за зафаќање на неколку проценти од водите кои што од сливот на Радика, зафаќање, значи каде што над 90 и кусур посто од водите, значи остануваат тука, никакво пресушување на реката или одземање на нешто, на некој поголем дел. Инаку, јас морам да изразам зачудување, јас не ја знам идејата како овој проект би се вклопил во идеја за пловен вардар, не сум стручњак од оваа област, не знам дали ова такво нешто има, мислам дека нема логика, ова е сосем во друга насока, се работи за други води, но јас не можам да разберам, морам да изразам чудење зошто пак и зошто воопшто
пловен вардар би бил идеја која што би била против некој етнос во Македонија или во околината. Ако такво нешто се оствари, тоа е еден децениски проект, сон на многу генерации од Балканот воопшто, па еден пловен вардар би бил добар воопшто за многу нешта, но во пловен вардар, како што се замислувало пред децении, очигледно дека бил друг концепт од тој што би бил денеска, бидејќи пред повеќе децении немало такви аспекти на екологијата и таква заштита на екологијата и такви стандарди какви што има денеска. Така што, дури и да се прави некогаш таква студија за пловен вардар, тоа предпоставувам дека би подразбирало дебати и дебати како да не се оштети животната средина, затоа што тоа би бил навистина извонредно деликатен проект, но во никој случај не можам да прифатам дека овој проект на некој начин загрозува некој етникум во Македонија и дека е антиалбански проект. Тук тоа е апсолутно нелогично, не гледам логика во такви тврдења. И конечно да завршам, значи, со она со што почнав, со крајно внимание и загриженост го следам развојот на идејата за проект за хидроцентрала Луково поле, во секоја фаза од тоа. Успеавме да излобираме Длабока река да излезе од проектот и да не биде дефинитивно да се знае дека нема да биде зафатено. Тоа беше заложба и на многу невладини организации и тоа е успеано. А се друго што понатаму ќе се случува, треба да го следиме и треба сходно на тоа да реагираме. И мислам дека такво едно внимание и загриженост, како што кажа и министерот за животна средина, постои и во тоа министерство, така што заедно со невладиниот сектор и ние како пратеници ќе следиме секој момент од развојот на оваа идеја. И се што ќе биде нотирано и лоцирано дека вистина може да биде загрозување на животната средина, треба да биде спречено. Сите механизми ги имаме и закони за заштита на животна средина, на заштита на природата, ги имаме меѓународни конвенции кои што како парламент сме ги поддржале, ратификувале, така што мислам дека не може да се случи нешто што би било на штета. И сакам да изразам уште една работа. Целосно разбирање за потресеноста и загриженоста на луѓето, граѓаните од Река и Дебар и Дебарско. Затоа што тој крај, мора да се согласиме, е еден од најзаборавените краишта во Република Македонија и точно е дека таму треба многу поголеми и посериозни инвестиции и внимание и за обезбедување на еден нормален пат, безбеден пат, без одрони и други непријатности што се случуваат на луѓето кои таму патуваат, независно дали се жители или се посетители или се туристи во тој регион. Понатаму, она што не било реализирано за наводнување, треба секако, како ветување од порано, да се реализира и исто така да се реализира довршување на целата инфраструктура и обезбедување можности за нормален економски развој. За таа цел едно време и јас бев заедно со граѓани од Реканскиот крај иницијатор за формирање на едно лоби за економски развој, рамномерен развој на тој крај, кое што е извонредно битно за опстанокот на луѓето таму, а и за развој на целата држава, затоа што ако во еден крај немаш нормален економски развој, тоа е како еден камен на нога кој што те влече, независно дали живееш таму или не. Во крајна линија, значи сите ние сме граѓани на оваа земја и треба и сме поврзани така што и среќата и несреќата на било кој дел од земјата и на било кој дел од нашите граѓани е среќа или несреќа за сите нас. Така што апсолутно ја разбирам нивната загриженост и затоа е многу важно што сме сите вклучени во овие процеси и што комисијата еве вака отворено ги дискутира овие работи и председателот на комисијата, јас мислам дека е одлично што се отвори расправа, независно што има право колегата Макрадули, ние практично ја немаме уште студијата пред нас и сигурна сум дека и кога ќе се добие студијата, верувам дека исто така ќе разговараме и овде, а и на терен сите, можеме и сите заедно, како што јас го посетив тоа со екологија
логистите можеме и како комисија да организирате и сите пратеници заинтересирани да појдеме на лице место, па да имаме на терен образлагање што се планира, како се планира и како сето тоа би изгледало. Мислам дека без таков увид на лице место нема да може сосем релевантно да се дебатира. Јас ви благодарам за вниманието. Falënderit kolege Liliana. И пари për реплика. Ви благодарам, колега Лилиана. Прв за пријавен за збор Хандер Миши, повелете. Благодарам, почитувана колешке, на тоа што и вие земате активно учество. Сепак многу години работете во овој дел. Се согласувам со вас дека сте еден од поголемите подржувачи на тој регион. Имате долгогодишно искуство и во делот на работа, во делот на заштита на животна средина, унапредување на екологијата, впрочем целите на вашата партија се такви и објективно, значи сметав дека директно ќе се спротивставевте на еден ваков проект. Врз основа на она што е и главен приоритет на вашата партија. Зелена средина, животна средина, унапредување и така натаму. Ме чуди фактот, а знам дека и сигурно сте биле таму, на местото каде што го посочивте, каде што треба да се гради Луково поле, и знам дека многу добро го познавате целиот тој регион. Но навистина ме чуди фактот кога кажавте дека никаде не сте прочитале досега или не сте разбрале со овој зафат дека дел од водите ќе се пренасочат во хидросистемот, во постојниот хидросистем Маврово 1 и 2. Или, за да ме разберете како што треба, значи и сега, како што е сега моменталната состојба, таму има 3 хидроцентрали, знаете. Врбен, Равен и Вруток, кои што се дел од Мавровскиот систем 1 и 2. И сега половина од капацитетот на реката Радика е пренасочен во функција, тоест за да можат да работат тие хидроцентрали. Дополнително, значи јас повторно ќе се повикам на ова што Елем го има издадено како памфлет. Елем е реализатор на овој проект. Во овој памфлет пишува вака: дел од водите се пренасочени од Јадранскиот во Егејскиот слив, а со овој проект ќе се пренасочат дополнителни количини. Забраната Луково поле. Значи ова го кажува Елем. Тоа значи дека оној планиран цевковод од 20 километри, каде што ќе се соберат сите води, не знаеме колку, вие тврдите дека водите од длабока река се изземени и тоа е окей, и тоа е добро. Добро е да се изземени, ама не е тоа затоа што владата сакала така да биде, затоа што имало реакции од Светска банка и има допис, го знам, тој го имам горе, значи има допис од владата каде што го се задолжува да го извести Светска банка дека делот од длабока река се иззема од овој проект. Тоа не е случајно направено. Тоа е направено за да даде еден мал, можеби, мотив Светска банка, кога ќе треба да одлучува за овој заем, да одлучи во позитивна смисла. Се надевам дека нема да биде така. И затоа викам дека мене тој дел ме загрижува. Зошто вие да не го знаете податокот дека се пренасочуваат, не знаеме колку, но со овој захват се пренасочуваат дополнителни води и од така пренасочените води на реката Радика. И не само на реката Радика, што е потрагично. Затоа што знаете дека реката Радика извира малце подолу од Корапскиот масив. Така? Значи сега се собираат водите од озгора, сите тие кои што се, води, водотеци, извори, потоци, не знам, се носат до постојниот хидросистем, каде што се пренасочени во браните Врбен, Равен, Вруток, и на тој начин се добива поголема количина на вода, и со тоа и самиот Пешески вчера кажа дека значи долгорочните предвидувања на владата се дека ќе се зголеми потенцијалното производство на електрична енергија на овие 3 хидроцентрали. А малата хидроцентрала сега, новата Црн камен, е само една
не знам, како ја кажа, тоа е една нормална приказка во цела ова работа. Значи, главната поента е не е да се направи малата хидроцентрала Црн камен и таа ќе произведува не знам колку киловат часови или гигават часови електрична енергија на ниво на годишно ниво, него главната поента е да се зголеми производството на електрична енергија од постојните хидроцентрали. А како ќе се зголеми? Ќе се зголеми со поголемо количество на вода. А како ќе се добие таа вода? Ако се собере од озгора и се пренасочи во постојните хидроцентрали. Тоа значи дека ќе се зголеми со оглед дека тие се така наместени и ќе се влева во реката Вардар, тоест пред Гостивар, тоа значи дека ќе се зголеми и водостојот на Вардар. И ова ја не го измислувам. Со зафаќањето на корабски води се предвидува изградба на доводен канал од 20 километри. Ова е тој момент и вториот дел за цело време што го зборуваме. Со зафаќањето на новите 70 милиони 300 илјади метри кубни вода, годишно се обезбедуваат низа придобивки за целата република, почнувајќи од постабилен биолошки минимум на реката Вардар. Ова е таа потенцијална опасност за која што ние, а и вие, колку што и ние треба да бидеме загрижени за реката Радика и за цел тој регион. Нема гаранции дека утре, заутре, не викаме дека може би по година-две, ама убедени сме дека ќе се направат ненадоместливи штети за реката Радика со реализација на оваа идеја. Инаку, еве јас ќе го искористам тука присуството на министерот. По реката Радика, ајде ова нека се направи горе, хипотетички. Зошто владата на Република Македонија не размислува и во економски бенефит, економско придвижување на овој крај, знаете за каков крај се работи, зошто не планирате да изградите 5 до 10 хидроцентрали по течението на Радика? Зошто не давате, или не знам колку имате дадено согласности, можеме да го искористиме вашето присуство понатаму, од овие мали хидроцентрали што ги планирате, 100, колку се? Па со тој воден потенцијал што го има во општина Маврово, Ростуше, па и во Дебар, можеме да изградиме неколку такви мали хидроцентрали. И на тој начин, убеден сум, многу побрзо и повеќе ќе допринесеме за развој на тој цел регион, отколку да се обидувате да ја замајувате јавноста. Воопшто не дебатирам политички, воопшто не сакам, ниту најмалку јас сум ја иницирал оваа дебата да отиде и во политички води, туку напротив да дебатираме за реални работи. Благодарам. Благодарам. Колега Дурмиши, ви благодарам за репликата. Јас не се сомневам во искреноста на вашата иницијатива и ние сме практично соборци во ова. Така што јас го следев низ институциите текот на оваа идеја и на потенцијалниот проект, значи, така што во секоја фаза гледам докаде е што е, еве вие го иницииравте и на писмено и тоа е одлично. Значи, да се разјасниме, јас говорев дека во никој случај не би било прифатливо, бидејќи се спомна пренасочување на реката Радика и за многумина тоа може да биде, да значи пренасочување на текот на реката со друго корито. Значи, такво нешто имаше, зашто низ јавноста и такви дебати, па луѓето, па затоа и се дојде до размисли, дури до такви информации дека ќе се поплавуваат села и така натаму. Значи, такво нешто е неприфатливо. Но она што јас секако го знам, и како што и вие го знаете, дека ќе се направи зафат на неколку потоци кои што се влеваат во горниот тек, кои што понатаму одат во реката Радика. Се разбира дека го знаеме и дека тие неколку потоци ќе одат во хидроцентралата Маврово. Меѓутоа, за што тоа би значило за целата река Радика, како што кажав, и од она што го кажа вчера вице-премиерот Пешевски, значи и од она што јас го имам досега како сознание, дека тоа се неколку проценти од вкупниот воден потенцијал на Радика. Значи, никако нешто позначајно кое што би го сменило животот на живиот вид во реката и околу реката и на населението. Но,
Пак велам, додека не видиме прецизна студија, никој од нас не сме стручњаци за водите, за заштита на водите. Јас на времето иницирав измена на законот за води, каде што инсистирав, и тоа беше прифатено и од мнозинството и од владата, за законот за води, во кој што најпрвен еколошкиот аспект на водите се гледа, а дури потоа економскиот. Значи, лично јас сум го предложила тоа. И затоа не треба повеќе да ве уверувам дека навистина ми е извонредно важно токму таквиот аспект еколошки на водите да биде одржан и преку ваков евентуално проект да биде во склад со европските директиви и со светските искуства. Така што примерот со Неготино и забраната за изградба на железарата во Неготино го спомнав како доказ дека можни се измени и при проект кој што е веќе во завршна фаза. Затоа што моќта е сепак во граѓаните и во сите тие кои што ги следат процесите. Инаку, една работа само каде што морам да ви кажам дека зошто како човек од Зелена партија не го одбивам во стартот проект за хидроцентрала било каде, затоа што хидроцентралата дава сепак извор на обновлива енергија. Знаете колку многу бевме со колегите од Дом против идејата за изградба на нуклеарка. А идејата за изградба на нуклеарка се оправдуваше со тоа дека Македонија нема доволно енергија и дека треба 30 и кусур посто да увезува од потребната енергија. Ние тврдевме дека има потенцијал и дека има и хидропотенцијал неискористен, како што претходни говорници кажаа, каде што ние секако дека ќе треба хидропотенцијал од Македонија на разни локации да доискористиме. Овдека значи би се работело за обновлива енергија со оглед на се. Но било која хидроцентрала во денешно време кога се гради мора да подлежи на многу строги еколошки филтри и сита, затоа што веќе друго е законодавството и меѓународно и фала Богу и македонското во поглед на заштитата на животната средина. И јас верувам, господине Дурмиши, дека ние ќе го следиме заеднички се во ова и нема да дозволиме никакво оштетување на животната средина. И предлагам да се размисли за една делегација од пратеници, од невладини, која што на лице место би пошла и каде што експерти, оние кои што го тераат овој проект во некои фази, би ни направиле на терен елаборација за тоа докаде е, како е и што тоа ќе значи директно во просторот. Благодарам. Јас ги ценам сите овие ваши залагања, повторно ќе кажам. Во делот на обновливи извори на енергија знаете дека светот оди многу напред, така? Значи имаме таму и соларна енергија, имаме ветерници и сите тие работи. Сега само сакам да ви прочитам еден цитат, затоа викам вие сте поборник за екологијата. Меѓународната унија за заштита на природата ИУЦН усвои резолуција со која бара да се напушти проектот забраната во Маврово. Ова го пишуваше во Шпигел, во германски Шпигел. Главниот конзерватор Улрих Ајхелман вика вака: јас не се противам на хидроенергијата, но нам ни треба стратегија за Балканот за да се утврди каде може да се градат такви електрични централи, а каде не може. Но, заклучува вака, но повеќе балкански земји остануваат заглавени во економската криза. А таму, каде што има недостиг од пари, заштитата на животната средина често е во подредена положба. Досега не е направен дури ни детален преглед на речната разновидност. Значи тоа е непобитен факт. Повеќе од 200 дена, еве, да бидам најпрецизен, околу 230 денови има сончеви денови во Република Македонија. Да ве прашам колку проценти или на колку проценти се грее или ја искористува таа сончева енергија населението од оваа држава. Значи, не сум ни јас против хидроцентрали, напротив, и јас сум за да се градат, може би требало и порано да се изградат, па затоа сега се доведуваме во ситуација да бидеме увозно зависни од електрична енергија. И затоа за сметка на екологијата да не изгубиме и тоа што малку остана. Затоа што ние во тој крај викаме уште од вода и од воздух се живее или не се живее.
Ако ја снема и водата, верујте, само од воздух тотал нема да се живее. Затоа треба да бидеме многу предпазливи и затоа сум јас изричито против реализацијата на еден ваков проект во срцето на Националниот парк Маврово. Затоа што суштината на националните паркови не е да се градат големи хидросистеми, хидроелектрани или не знам што. Сите вие знаете дека суштината на Националниот парк е да се искористи неговата природна реткост, убавини и сите оние работи со кои што располага, таму да се насочи целата енергија, целиот фокус и на управата и на државата, и на тој начин, верувајте, многу поголем бенефит ќе има и за населението. Само ако правилно се искористат сите оние потенцијали и ресурси со кои располага паркот, а не, меѓу другото, да се правдаме дека многу економски бенефиции ќе добие, замислете, целата држава од реализација на еден ваков проект. Само заради ова и заради дел работи што претходно ги изнесов, јас сум против реализација на проектот во Националниот парк Маврово. Благодарам. Последна контрареплика.